Што порачаа корисниците на Порака наша по повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост и 19-тиот роден ден на Сдруженијето? Се планирали унапредување на процесот на професионална рехабилитација? Имали во Куманово позитивни примери на вработени лица со попреченост? На овие и други теми вечерва во емисијата Став разговараме со председателот на Порака наша Саша Арсениевски и дефектологот Фростина Симоновска. Емисијата започнува во 20 часот. Најважно за корисниците на овој центар е јавноста, односно општествената заедница да ги разбере нивните потреби, да се запознае со нивните активности во процесот на рехабилитација, да се запознае со работните активности, бидејќи во рамките на Порака наша обстојуваат неколку работилници, кај што нашите корисници вложуваат огромен напор, огромни емоции, огромна мотивација при изработка на тие производи, така да тие производи, еве што можете и тука да ги видите, што се изложени, представуваат едно мало чудо, затоа што тие имаат пазарна вредност, меѓутоа не може таа вредност да се мери во пари. Трудот, емоциите вложени во овие производи се, значи, стварно рушење на планини, совладување на огромен број на предизвици, затоа што при изработка на овие производи е потребна и една фина моторика кај овие лица, кај што кај одреден број од нив има и физичка попреченост. Процесот на професионална рехабилитација веќе некако го унапредивме, затоа што имавме еден проект кој го спроведуваше ГИЗ Налас и ЗЕЛС во соработка со општина Куманово преку Оделение за социјална заштита. И проектот беше насочен точно кон развивање на работните вештини, со тоа што можевте и вие да видите кога бевте на посета, во Порака наша може да се најдат машини за сублимација на текстил, за сублимација на чаши, алуминиумски шишиња, изработуваме магнети, привезоци. Исто така, значи, добивме 3D принтер, преубави имам изработки сега од рацете на нашите корисници и исто така изработуваме најново се восочни свеќи. Тоа е нешто ново што се случува, една нова работилница во центарот, така да процесот веќе полека го унапредуваме и тоа е едната фаза. Другата фаза се однесува на стандардизирани инструменти и тие инструменти ги користевме сега за проценка на општа работна способност, проценка на конкретна работна способност кај нашите корисници, со тоа што изработивме индивидуални планови за секој од нив и проценка на вештини за независно живење. Предност наша е што овие инструменти се стандардизирани и ќе бидат дел од националната методологија за проценка на лица со попреченост.